председателке. Почитуван екс-министер, благодарам на комплиментот најпрвен за дека сум во форма, но вие очигледно ниту тогаш, ниту сега сте во форма. Затоа ни се случил ваков скандал. Околу тоа дека вашето тврдење дека имало колегиум и тој функционирал. Слушнете дел од извештајот на Државниот завод за ревизија, што вели. Констатиравме дека планот на клиниката не е резултат на доставени предлози од страна на стручниот колегиум, од причина што истиот не бил функционален во 2021 година и е изготвен единствено врз основ на историски податоци за потрошени количини на лекови. Извештајот од Државниот завод за ревизија го демантира вашето тврдење. Вие ниту тогаш, ниту сега знаете дека на клиниката не функционирал стручниот колегиум. А требало да знаете, бидејќи обврска на директорот е да доставува 6-месечен извештај до вас лично и доколку има пропусти во работата, треба да му дадете уште 6 месеци да ги отклони, а и по 6 месеци доколку не ги отклони, вие требало да го разрешите. Ова вие не сте го направиле. Уште една работа. Клиниката се давела во долгови во периодот додека сте биле вие министер. Државниот завод за ревизија кога влегол, долгот бил 14 милиони евра, во моментот е 20 милиони евра. Бившиот министер Сали после вас кажа дека побарал извештај од директорот Васев и побарал план да се справи, односно да го намали долгот на клиниката. Не добил план и бидејќи долгот се покачувал, тој го разрешил. Зошто не сте го направиле истото вие? Државниот завод за ревизија вели вака. Утврдил отсуство, односно суспензија на контролните механизми на клиниката. Оваа суспензија на контролните механизми на клиниката требало е виновна за се понатаму што се случувало. За овај ланец кој предизвикал масовно убиство на пациенти, а контролните механизми на клиниката се укинале додека сте биле вие министер. Вие сте имале обврска да ја контролирате работата на клиниката за онкологија. Исто така, за директорот кој вие го фалите, Нино Васев, во извештајот на Државниот завод за ревизија се вели вака. Во клиниката, и не ми одговоривте на прашањето за протоколите, но во Државниот завод за ревизија го утврдил ова. На клиниката не се донесени медицински протоколи, упатства, насоки, со кои ќе се воспостават правила и ќе се утврдат критериуми кои треба да ги исполнува пациентот за да прими биолошка терапија. Ниту пак во оваа насока се носеле одлуки од страна на стручниот колегиум. Ова уште еднаш ве демантира лично вас. Одобрение единствено давал медицинскиот директор, без да се земе предвид дали клиниката располага со доволно количини на лекови за покривање на потребите на сите пациенти на кои што им била препишана терапија. Ова го докажува тоа дека не сте биле во координација со Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Бидејќи лекови се набавувале без тендер, се набавувале потоа на реверс и се надминала количината на вредноста на лекови за кои клиниката имала одобрен условен буџет од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. За ова сте одговорен вие, бидејќи во Законот за здравствена заштита по членовите 110, 112 јасно и гласно пишува дека ова се ваши обврски. И за крај едно прашање, дали со тоа што во ваше време на клиниката се суспендирани контролните механизми за работа на клиниката, чувствувате лична одговорност за овај скандал на онкологија? Благодарам.